Добро вечер. Во екот на серија настани што директно ја тангираат политичката партија Демократска унија за интеграција, во 360 степени гостува Бујар Османи, подпредседател на ДУИ и поранешен министер за надворешни работи, вице-премиер за европски прашања и министер за здравство. Инаку, независно од опитот во политиката, Османи е специјалист на клиниката за дигестивна хирургија, доктор по медицински науки со звање научен соработник на медицинскиот факултет при УКИМ, што би му дошло нешто како пандам на доцент. Добре дојдовте во 360 степени. Што е разликата меѓу научен соработник и доцент? Не сте вклучен во настава? Така. Меѓутоа, сепак е дел од процесот во кој што може да се постигне и наставата брзо. Добро. Каде е Артан Груби? Само немојте да ми кажете дека не го познавате Груби. Не би знаел, наистина не можам да шпекулирам и тоа беше и одговорот на тоа прашање кое што овие денови беше од насловните страни дека ДУИ не коментира, бидејќи наистина не знаеме каде е. Се спомнуваат Косово и Албанија. Очигледно е дека е поминал границата на излез од Северна Македонија кон Косово, но потоа каде е? Дали знаете? Не би знаел, наистина немам комуникација. Дали има државјанство на Албанија, можеби? И тоа не знам, немам таква информација. Зошто би бегал? Тој самиот на Фејсбук објави дека е во приватна посета и дека по завршување на приватните обврски ќе се врати. Зошто би бегал ако, како што вели самиот, е чист како солза? Тоа се прашања за него, на кои што навистина е неблагодарно јас да коментирам. Јас тоа што можам да кажам во име на партијата, дека разбираме дека ситуацијата не е лесна, е сериозна и ги разбираме и фрустрациите на граѓаните и сомнежите кои што ги имаат граѓаните по однос на политиката воопшто, па и нашата партија е ставена на тест на интегритет на некој начин. Но мора да потенцирам дека не може постапки на поединци да ја дефинираат цела една партија. Партијата ја дефинираат принципите, ја дефинираат политиките, колективните одлуки кои што таа ги носи. Во тој дел мислам дека не може да се најде нешто спорно во однос на политиките на ДУИ, посебно по однос на антикорупцијската политика. Дали не може толку лесно сега тоа да го сведете на поединец, бидејќи тој не беше било кој поединец, тој беше десна рака на лидерот Али Ахмети. Тој палеше и гасеше на политичката сцена во изминатите неколку години од името на ДУИ. Беше вице-премиер, прв вице-премиер му беше звањето, можеби една од најмокните, ако не и најмокна политичка фигура во еден период. Секој за кој што ќе се докаже во правна постапка дека го прекршил законот, треба да сноси одговорност. Немаме дилема по однос на тоа, секој. Меѓутоа, многу е важно тоа да биде во еден непристрасен, политички неинструментализиран процес. Така да, ако ме прашувате зошто бегал, јас мислам дека сгрешил што бегал. Требал да остане, да се соочи и да се ја каже својата вистина. Партијата не може да сноси одговорност за 34.000 члена и нивните постапки. Но пак ќе кажам, не е било кој член ќе се согласи, Артан Груби не е било кој од тие 34.000. Овие обвинувања кои што се уште обвинувања, нели, се за конкретни прашања за кои што не може, не е поврзано со принципите и политиките на партијата. Но тоа што го гледам е што ја подкопува, мислам, довербата кај граѓаните овој политички спектакл што се прави по однос на не само во однос на поранешниот вице-премиер, туку во однос на антикорупцијската политика генерално, каде што министри повеќе изгледаат како да се истражители, обвинители, судии, и тоа прво ја одмага добрата намера на Соединетите американски држави, бидејќи е целосна злоупотреба на нивните инструменти во правење на политички спектакли. Ако го слушате министерот за внатрешни работи, да речеме, Панче Тошковски, тој вели дека наспроти нивните спектакли, апсења, со лисици, пред камери, со калашникови, сега ние тоа не го правиме. Јас мислам дека го прават. Гледајте ги нивните изјави. Веќе се осудени луѓето. Го слушнав професор Кајладжиев пред некој ден, вика, кој е тој судија што ќе донесе поинаква одлука на ваквите изјави на премиер, на министри, на овој политички притисок. Знаете, ама не е така, не е така. Ако го следите постапувањето на јавното обвинителство, да речеме, во однос на кривичната пријава на МВР конкретно за случајот Лотарија, само за еден сегмент е отворена истрага. За некои наводи не е отворена истрага. Тоа е многу важно. Тоа е многу важно.
органите на правдата да не потпаднат на овој политички спектакл кој што се прави по однос на ова прашање, кој што веќе завзема елементи на политички прогон. Гледајте ги секојдневните соопштенија и изјави. Во ова прашање нашата позиција е јасна. Секој кој што се огрешил, секој за кој што ќе се докаже во процедура дека се огрешил, треба да се сноси одговорност и дуи не штити никого по однос на ова прашање. Но дајте тоа да биде во еден непристрасен процес, во еден процес кој што не е политички инструментализиран. И по прашањето на црната листа. Вие гледајте, пред да се објави листата, политичките партии ја злоупотребија довербата на Соединените Американски држави. Во која смисла? Па знаете дека веста излезе од одредени политички експоненти пред да излезе Стейт департментот. Бидејќи нели Соединените Американски држави одредени клучни фигури во државата ги сигурно ги информирале известно време ден пред тоа. Но да се злоупотреби таа доверба и после од тоа да се направи политички спектакл не се помага на добрата намера на Соединените Американски држави. Нашиот став по однос на тоа е јасен. Гледате соопштенијата на ДУИ во последните денови. Инсистираме да се донесе законот за рестриктивни мерки. Ќе ве прашам за тоа. Ќе ве прашам. Но сакам да ги дефинирам кои се политиките и принципите на партијата визави постапките на поединците кои што треба сепак да се оставаат да се докажат во еден непристрасен и објективен процес. Тоа е многу важно, бидејќи тоа го видовме, ВМРО го осети на своја кожа ова 2017-18, спектаклите на СЈО кон нив. Сами кажува што се случува, ова не е правда, ова не е процес. Сега го прават исто. Добро, колку пати вие ќе кажувате поединец, јас ќе велам Артем Груби не е било кој во партијата и не може толку лесно да се дистанцирате од тоа и фактот дека поврзано со него на Ахмети му се случија два тешки удари. Едниот е кривичната пријава од МВР, веќе отворена истрага за еден сегмент од неа, од јавното обвинителство и другиот е ставањето на црната листа на САД. Сега, упатени велат дека ставањето на Груби на црната листа на САД било и забрзано поради случувањата на денот на албанското знаме, за кои што имаш индиции дека биле инструирани од одредени центри. Вие тоа сте го чуле? Два аргументи зашто не е тоа така. Прво, објавувањето беше на Меѓународниот ден за борба против корупцијата. Тој ден ниту може да се поврзе со било кој друг настан овде, но и амбасадорката лично кажа дека има шпекулации, дека времето е избрано за да се даде порака за некои политички действија овде, тоа не е точно. Вие не сте од вчера во политиката и знаете дека сепак има и меѓуредови пораки. Нема амбасадорот да каже го ставивме на црна листа, официјалното објаснување е поради Енвер Беџети и Сашо Мијалков, ама уствари го забрзавме ради денот на знамињата. Тоа ќе ги прашате нив, тие ги даваат тие пораки. Моето разбирање е дека не може Меѓународниот ден за борба против корупција во кој што над 13 луѓе од цел свет беа дезигнирани да се поврзе со некои политички действувања овде. Но, ви реков, не подценувам дека Артем Груби не бил важен член на ДУИ со свое влијание и со свој придонес и за партијата и за државата. Но конкретните действија за кои што се обвинува ќе треба сам да ги докаже во правна процедура. И затоа нашиот апел е сгрешил што побегнал, бидејќи вака им дава простор на луѓето, иако има, го слушнав повторно Калајџиев кој што вели да би бил он него и он би избегал заради тоа што овој политички притисок сигурно ќе влијае. Јас и не се согласувам и со него. Требал да остане, не е лесно, разбирам. Го знам човекот, сме работеле обвинителите и судиите се бирани во време кога вие сте на власт и реално имавте влијание и на судскиот совет и на советот на јавни обвинители. Не зборувам за конкретни случаи, зборувам за политичкиот спектакл кој што владата го прави. Личи повеќе на Робеспиеровиот владење на терор во француската револуција. Господин Османи, за многу од овие случаи се зборуваше и додека бевте на власт. Така. Но фактот е дека немаш институционален одговор. Сега сведочиме на институционален одговор. Не ви противречам. Значи, се согласувам со вас. Ако има
било кое прекршување на закон треба да се соочи низ органите на правдата, дуи не може да сноси колективна одговорност за постапките на индивидуите. Дуи побара ветинг со меѓународна поддршка и уште бара инсистира. Дуи бара закон за рестриктивни мерки за да не се дозволи вклучување во јавниот политичкиот и економскиот живот на луѓе. Дуи ја прифати одлуката да се повлече од партијата. Директно е таргетиран лидерот Али Ахмети, бидејќи станува збор за неговата десна рака. Човек за кој што имаше впечаток во јавноста дека има неговата безрезервна поддршка. Видете, господинот Груби бил на највисоката функција од представниците на ДУИ во владата. И од тука и тоа што вие го кажувате како мок или влијание. Тоа доаѓа од позицијата, не доаѓа од блискоста со било кој од партијата, туку од позицијата што ја имал. Сега во вршењето на таа позиција секој си имаме лична одговорност дали го прекршуваме законот или не. Сигурно Ахмети не доаѓа во нашите министерства и да контролира све што подпишуваме и правиме. Повторно ги кажам, не сакам да бидам сфатен дека еве јас преюдицирам дека не почитувам презумпција на невиност. Да оставиме да се докаже. За црните листи немам коментар. Ги прифаќаме, сметаме дека се добронамерни, сметаме дека тоа е инвестиција во ДУИ, затоа бараме закон за рестриктивни мерки. Во однос на ова со лотарија, барем тоа што го читаме, дека водел седница на влада, се поставуваат преседани кои што ќе ги парализираат сите наредни раководители, односно тие што ги водат седниците на влада, бидејќи веќе нема правна сигурност. Ако за водење на колективно тело се сноси одговорност, барем тоа што го пишува по медиумите. Ако има други докази, ќе се докажат во правна постапка. Наводно има таму нијанси, други кои што не ги разбираме, не коментирам, но од тоа што изгледа вака од јавност, не изгледа содржајно целото прашање. И слушнав и дури една телевизија консултирала експерти кои што викаат дека нема логика целото прашање, но еве да не коментирам јас, да не бидам ко нив, да оставиме. Не можеме под влијание на јавноста да се водат правните. Јавна тајна беше тие фирми ги викаа лотариите на Груби, знаете. Мислам, мала средина сме за врските и за влијанијата се знае. Правниот процес не функционира така. Не може по медиуми да се прави судењето. Нека се врати, нека се докаже низ правна процедура. Ако нашите судови потпаднат под влијание на овој невиден, ајде не кажам невиден, пошто кажав дека го имаше и за ВМРО во 2017 година, има и европски судови кои што после тоа ќе ги коригираат. Така да тоа е нашиот принципен став. До лидерот Али Ахметија и до вас како партија, како раководство на партијата, долг период доаѓа сигнали, информации за Артан Груби. Со сугестии тој вие да се оградите од него. Зошто Али Ахмети остана глув на сето тоа? Треба да го прашате господинот Ахмети како го одлучува и би ги бира своите соработници, но пак ќе кажам дека тоа што било кој министер, директор, носител на јавна функција прави во институциите што ги раководи, апсолутно не може да се поврзе со некаква блискост со господинот Ахмети. Добро, господинот Ахмети, вие знаете дека он сам никогаш немал екзекутивна позиција, иако имал можност секогаш да бира каде, но никогаш не прифатил, затоа што он е политичар кој што ги води стратешките правци на Веле, ако некој ќе оди да го праша нешто Ахмети за одредена работа, велел видете тоа со Артан. Реално тој својата моќ ја делегираше и тоа предсека и вице-премиерите. Ахмети нема административно искуство. Он не водел институција, Ахмети, за да ги знае процедурите. И он не ни претендира. И он кажува за прашања кои што се за процедури, мене не ме прашувајте. Мене прашувајте ме за политики, стратешките правци на партијата, стратешките правци на државата. Меѓутоа, Ахмети било да го прашате за основни административни процедури, не ги знае ниту во партијата, ниту во владата, бидејќи и не претендира дека во изминатиот период ви се случи така наречената огнена група, чие што главно барање беше Ахмети да го дистанцира Артан Груби. Од огнената група потоа произлезе на демократско движење на Изет Меджити. Ако го гледаме епилогот од сето тоа, ДУИ е денес во опозиција, Изет Меджити е
вице-премиер, дел од власт, Артан Груби е на црната листа на САД. Сега со полно право, веројатно Меджити може да кажува дека нашите зборови завршија во празно, но Ахмети требаше да не слуша. Еве имавме право. Може да каже, бидејќи ако ги поврзете во повеќе точки во една фреквенција, ќе добиете секогаш конспиративна теорија. Јасно дека огнената група беше борба за превласт во влијанието, односно во блискоста до Ахмети. Тоа е мој став. Може да се лутат и колегите кои што се вратија во партијата, но тоа беше кој ќе биде во владата на некој начин. И не мислам дека беа, иако и јас имав одредени забелешки на начинот на кој што Груби функционираше во партијата, меѓутоа тоа го канализирав на начин кој што е институционален, на начин кој што мислев дека можам да имам влијание. Па еве, ќе бидам потворен во однос на монополизирање на одредени функции кои што повеќе произлегуваат од карактерот, од амбицијата, без забелешки дека тоа било злонамерно. Тука едноставно му влеговте ли и вие во филмот, да речеме, ви игравте фудбалче таму кај него во кабинет? Ама тоа се перцепциите во јавноста кои што мене ми е жал за доминира. Мене ми е жал за тоа видео кое што беше буквално сцена за снимање. Ниту и беше играње, ниту беше онака пауза помеѓу состанок, меѓутоа не требаше тоа да излезе во јавност. Да, ако се види контекстот беше, извинете, вака покажување среден прст кон јавноста. Тоа беше грешка. Тоа беше грешка. Јас сега не сакам да кажам дека јас бев против да се извади. Мислам дека е неблагодарно тоа да се каже, но тоа беше грешка во проценка. Но сакам да кажам дека немаше некое подцена, немаше играње фудбал, немало играње фудбал. Тоа беше буквално сцена за снимање во пауза помеѓу состаноци. И да, прифаќам, беше грешка, како што имало и многу други грешки во работата на ДУИ, на министрите на ДУИ, но убеден сум дека немаше стратешки грешки по однос на тоа каде ја гледаме државата, каде ги гледаме граѓаните во ина. Мислам дека тука Ахмети не направи грешка, ниту јас и моите знаејќи го Груби, ќе се врати? Не можам да кажам, колку што видов дека адвокатите бараат некои мерки за безбедност наместо притвор, тоа му било као за враќање. Јас се надевам дека ќе се врати, бидејќи повеќе ја отежнува неговата состојба, меѓутоа сметам дека навистина владата претерува во злоупотребата на овој случај. Дури се оди и до злоупотреба на настанот во кога полицијата влегува дома, како реагирале малолетните деца и министрите се смеат. Не смееме да дозволиме да влеземе во таква една одмазда која што е лична веќе, која што е фамилиарна. Сериозни држави тоа не го прават. Има правен процес, има потерница, оставете ги луѓето да ја завршите работата, а не секој ден да почне денот со соопштение како он е виновен, како судиите треба да постапуваат. Бидејќи тоа е дел од тој политички спектакл. Ова личи на Робеспиер, на ништо друго. А тие што ја знаат историјата, знаат како заврши тој дел од револуцијата. Такви изјави постојано слушаме од тие што се засегнати. Очекував тие што беа жртва на таквите изјави. Значи, министрите, функционерите на ВМРО ДПМН беа жртви на спектаклот што го правеше СЈО, па и дел од владата во тоа време. Кажувам слободно, бидејќи ДУИ не беше дел од тие што правеа спектакл со 2017 со ВМРО ДПМН. Сега истите луѓе го прават тоа врз другите. Зар не размислуваат дека тоа што им било на нив правено не значи дека тоа треба да го прават на другите и да ги изложат. Дуи вака изложена не смеа виделе, се разбира, ова е тест и за вас да видиме како ќе се носите со оваа ситуација. Сме имале вакви тестови, предизвикувачки бил периодот 2006-2008, предизвикувачки бил периодот 2016 со разговорите, со целата таа хајка која што беше против ДУИ за да се одлеваат гласови. Функционер толку високо позициониран во партијата и претходно во владата не бил засегнат. До сега бил член на ДУИ и ова е прваков тез во таа смисла зборува. Така и ДУИ мора да научи дека
дефиницијата, односно политиките на Дуи не зависат од судбината на индивидуи. Дуи е многу поголема од секој од нас поединечно. Дуи ја прават нејзиното минато, кое што апсолутно не би прифатил дека некој може да спори по однос на стратешките прашања кои што Дуи ги регулираше во оваа држава. НАТО, Европска унија, меѓуетнички односи, интеграција, унитарен карактер на државата. Но Дуи, ако Тоа се печатот Дуи на ваков начин ги селектира кадрите кои што утре завршуваат на црна листа и се предмет на истраги на обвинителството, за сега тоа не е добра препорака за Дуи. Не може постапките да бидат генетски предетерминирани. Дека Дуи кога ги бира луѓето уште од млади деца, тие во гените им се дека ќе прават нешто во текот на својата кариера. Не може така. Не велам тоа, ама сакам да кажам, не може и од тоа да се избега. Кога ги редите сите овие работи, ова треба да се каже. Затоа реков, Дуи има направено грешки, но по однос на клучните прашања, по однос на сите стратешки целиот стратешки напредок на државата стои печат на Дуи. Дали има направено грешка во дури некојаш во однесувањето, некојаш во начинот на комуникација. Прашањето е колку тоа било злоупотребувано политички, а и за лично богатење. Вие сега тоа мора да го докажат. Да, добро. Вие сега велите, нели, соопштенијата на ВМРО секој ден почнуваат со груби. Вашите пак сега последниве денови се со повик за донесување на законот за рестриктивни мерки. Зошто сега ја реобновувате оваа идеја? Затоа што личи на селективна правда. Селективна правда би било кога правните органи, како политички прогон. Значи, како етнички и политички прогон. Од кого? Од власта? Да. Ајде, сите што се на црна листа, да ги третираме подеднакво. А не тие што ми се блиски поинакво, тие другите поинакво. За Дуи ставот е јасен. Артан Груби беше важен член на Дуи. Дуи бара секој ден рестриктивни мерки. Да им се забрани, и ние го предложивме, јас го предложив законот како министер за надворешни работи, но еве, се сметам за министер на Дуи. Дајте да го донесеме законот за рестриктивни мерки. И што ќе помогне тој? Ќе помогне бидејќи ќе даде и домашна правна тежина на политичката порака. Бидејќи црните листи се повеќе политичка порака, забрана за влез во САД, нема импликации овде, луѓето може да продолжат, да си дури да победат на избори. Еве ги гледаме луѓе во други држави каде што претендираат дури и да превземаат важни функции. Артан Груби сам се повлече од јавниот живот, барем така објави, и второ обвинителството отвори истрага за да види дали може да докаже подкуп во случајот со Сашо Мијалков, Ембер Беџети и Артан Груби. Што повеќе од тоа би донел закон за рестриктивни мерки. Забрана за учество во политичкиот и јавниот живот. Па еве се повлече Артан Груби. Видете, политиките не се засновуваат на повторно индивидуални судбини. Утре може некој од црна листа да ви стане премиер, да ја добие поддршката од јавноста. Ние мора тоа да го спречиме. Затоа што Соединетите американски држави ни се важен стратешки партнер. Имаме стратешки диалог во кој што на наше барање беа предвидени овие правни механизми. Држава колку е дозволено, мислам дека Европската унија, ние дел од суверенитетот го даваме на Европската унија во одредени мерки. Мислам дека може да најдеме и начин како да го регулираме тоа прашање, бидејќи како што кажав, утре може да ни се случи човек од црна листа да ни стане премиер или председател на држава. А што дали сите ќе ја платиме цената тогаш на еден таков процес? Како мислите дека сето ова се одразува и ќе се одрази на поддршката кај гласачите? Видовме една анкета деновиве? Не, анкетата беше наменска. Беше направена намерно како ден после црната листа, објавена 3 дена после. Јас знам како се прават анкети. Ама проверете си ги постовите претходно, вие сте ги споделувале анкетите на Market Vision. Значи, на истата агенција вие сте ги споделувале анкетите. Ние си правиме и наши анкети. Добро. И истиот ден беше објавена дел и од нашите внатрешни анкети. Резултатите не се такви. Дуи е во огромна предност пред Влен. Едноставно, Влен толку се разголи пред албанската јавност да се гледа дека нема основни принципи таму.
Таму е преживување за власт, купување ден повеќе. Паја правото на етничка припадност од Уставниот суд, кој што е сршта на рамковниот договор, нема рамковен договор со после 17 октомври. Не, интерпретација на правниците, они велат ке донесеме закон. Законот го нема. Паја друг столб на рамковниот договор ке направиме во иднина. И мислам дека во тој дел не може да се спореди како знаење, како капацитет човечки, меѓутоа и како и програмски дуи со партиите од И мислите дека тоа што Груби заврши на американската црна листа, сега се отвора истрага за него, ќе видиме дали ќе има евентуално и други случаи против поранешни функционери, тоа ви оди во прилог и ви го качува рейтингот? Видете, Груби нема да конкурира во име на дуи на ниедни избори. Он сам се повлече од дуи, бидејќи не сакаше, и сметам дека тоа е чин на одговорност, не сакаше тој товар да го сноси партијата, бидејќи не може да го сноси партијата тој товар. Меѓутоа, програмски, дуи е неспоредлива по однос на тоа што го нуди Влен. Инженериран политички проект, чии соопштенија се пишуваат на македонски во седиштето на ВМРО, се преведуваат после на албански. Нели имаше едно соопштение преведи на албански. Или пак анкети со кои што се инженерира политички представник на албанците. Не функционира тоа, сме го виделе порано. Го правеа други власти порано, кога се обидуваа да инженерираат политички представник на албанците. Оставете на албанците тоа ќе одлучуваат. Не по секоја цена сметам дека дуи треба да победи. Меѓутоа, граѓаните треба да одлучат кој ќе ги представува нив во институциите. Бидејќи често кога ние зборуваме за легитимитет, ни се префрлува, овие не можат сега без власт. Не зборам за дуи. Може би наредните избори дуи ќе добие помалку. Еве, нека биде таа анкета точна. Ама сакам да има легитимен представник во владата. Не мора да е тоа дуи. Вашата политичка мантра сега е повик за предвремени парламентарни избори, заедно со локалните в година, кога треба да се одржат, затоа што владата ја сметате за нелегитимна за албанците. Сега како што стоја да работите, веројатно тешко ќе се случи тоа. Како ќе се поставите политички сега, како ќе димензионирате вашата политика во овој период, во вакви околности? Мислам дека ВМРО ДПМН полека ќе сфати дека со влада без етнички легитимитет имаме една дисторзирана ситуација која што постојано произведува некаква си тензија во При тоа, господине Османи, вие имавте 137.000 гласа во коалиција во која што имавте турски, бошњачка и ромска партија. Влен има 107.000 гласа. Тоа е број на пратеници. Фронтот има колку имате? Еден повеќе албанец. 16 пратеници албанци, они имаат 13. Во демократијата е еден глас повеќе. Иначе се губи смислата зошто надпреваруваме. Се губи смислата зошто јас треба да бидам подобар од некој од Влен. Чуму е смислата. Ке се гради, знаете што е најважно? Во иднина ќе се гради една политичка елита на албанците, на која што поважно ќе им биде да бидат блиски со лидерите на македонските политички партии отколку со народот. Полека народот ќе почне да се одвојува од политичките елити. Кога имате народ на кој што елитите немаат влијание, лесно ќе ви се киднапира од различни идеи. Утре една радикална идеја од било каков карактер ќе дојде и ќе се обиде да внесе влијание во народот, а политичките елити нема да имаат веќе влијание Прво во Уставот ги содржи заштитните механизми и тој ги штити албанците, бидејќи сега за албанците зборуваме, од надгласување во парламентот. Механизмот на Бадентер не може да биде доведен во прашање. Како не може? Со одлуката на 17 октомври на судот, каде што се забранува етничко идентификација од страна на институциите. Ама тоа е ваша интерпретација. И пред последните избори, си функционира Бадентер во парламентот. Не е дека не функционира сега. Уставниот суд донесе одлука дека представувањето на етничката припадност е кршење на фундаменталното право на луѓето. Како утре пратениците, кога ќе се Привработување. Не пишува привработување. Балансерот е една алатка која што
паѓа како резултат на забраната за етничка идентификација. Утре ќе падне и Бадентерот. При вработување, Целиот- пак ви кажувам, не е така. Видете се, и на последните избори пратениците подпишаа претходно кандидатите, изјава и тогаш се нема- декларираа етнички. Тогаш немаше одлука на Ама Уставниот што се суд. на следниот избори нема да се Со декларира. таа интерпретација Не, нема не да е така. можат ниту пратениците Не е да си така. изјаснат етничка припадност. Мислам дека преслободно и прешироко ги толкувате одлуките и дека не е така. И јас ви велам. Дополнително, владата рече дека ова- подготвува нов ова закон е за став- соодветна и правична застапеност. Врз основа на кој дел од Уставот? Веројатно, Ама сега- пак ќе биде базиран на процентите, нема на што друго. Како ќе се базира кога во Уставот е веќе забрането, ако можам да кажам, правото на етничка идентификација? Ама не е така како сега. Да речеме член 8 ја има темелната вредност на соодветна и правична застапеност. Темелната уставна вредност на соодветна и правична застапеност. На 17 октомври Уставниот суд донел одлука дека представувањето на етничката припадност во институциите е спротивно на фундаменталните човекови права. Дадена е интерпретација општа, со која што целиот концепт на рамковниот договор кој што се заснова на етнички заедници е срушен. Денес паѓа балансер, утре ќе падне Бадентер и секој друг заштитен механизам кој што произлегува од внесувањето на етничките заедници. Некој може да каже доста со етнички заедници и нас ни треба граѓанска држава. Значи тоа не е можно, затоа што уставните измени кои произлегува од рамковниот договор се дел од уставот и нема назад. Тоа е. Јас ви кажувам ставови на уставни суди кои што не гласаа на 17 октомври и кои што јавно го искажуваат тој став, дека одлуката од 17 октомври е тенденциозна и не се однесува на балансерот. Некој сака да интерпретира правата усвоени со рамковниот договор не може да бидат вратени назад. И тоа на сите треба да им биде јасно. И сега А што е со оценување на законот за јазици? Што е со балансерот? Ама чекајте сега, прво законот за јазици е, да кажам, дериват на амандманот 5 на Уставот. Така, имаше еден закон за јазици, па вие после тоа решивте да го унапредите законот за јазици. И во фазата на подготовка на законот за јазици, на Ахмети јасно му беше кажано дека, да речеме, одредбата за правосудството, дека едноставно не издржана, тој бараше символично да стои внатре, по цена и да не се применува. Ние може да имаме различни политички ставови, различни ставови по однос на прашање и тука да се аргументираме со часови. Јас зборувам за правна аргументација. Викнете ги судиите од Уставниот суд кои што не гласаа за 17 октомври, ќе ви го кажат правно ставот што се случи на 17 октомври, која е целта на проценката на албанскиот јазик и 72 страни извештај кој што е направен. Ајде кажете вие, еве, сигурно сте го виделе рефератот. Што е? Во рефератот, прво, законот во целина не се доведува во прашање. Зошто вие манипулиравте јавно со тоа дека законот е доведен во прашање? Сите закони од рамковниот договор се донесени некаде до 2004 до 2005. Дури и законот за територијална поделба кој што беше најсензитивниот. Законот за јазици ни требаше 15 години да го донесеме како компромис. Не, така имаше и претходно закон за јазици. И еве сега, не знам дали 2008, 2011 и сега ова беше следната етапа од законот за јазици. Ама како немаше закон за јазици или? Имаше закон за јазици. Не, беше едно решение адхок во моментот и нашиот став беше дека единствено прашање отворено од рамковниот договор е прашањето на јазикот. 15 години се провлече, додека се постигна... Но не е точно дека немаше закон за јазици. Кажувајте што е точно, затоа што јас сум дел од процесот. Имаше закон за јазици, немојте така сега да грешно да зборувам. На албанските политички партии до 2018 година било дека единствено прашање незавршено од рамковниот договор е прашањето на јазикот. 2018 дуи излегува со фамозната реченица нормативниот дел на рамковниот договор се затвора. Видете, вашиот политички став е постојано дека треба македонскиот и албанскиот да бидат на исто ниво. Како што е регулирано во законот? Да, ама како пишува во Уставот? Во официјална употреба и законот што го зборуваат најмалку 20% на начин како што се опишан долу. И после има неколку конкретни одредби и вели пишува закон за јазици дека ќе се донесе во државните институции како што ќе се регулира со закон. И тој закон е продукт на компромис помеѓу
политичките партии кои што ги представува двете заедници 15 години после рамковниот договор. Јас сум го водел тој процес од страна на ДУИ како представник. Ама прво, манипулација е дека целиот закон е под знак прашање. Тоа не е точно. Дозволи, Оскар. Секоја запирка во тој закон е продукт на компромис. Ние сме расправале со недели за фонтот на буквите, редоследот на буквите. Не е точно. Ахмети испрати во СДСМ една нотарка со име Мајлинда. Ама не е. И таа е. Не е така, не е точно. Ги знаеме од блиску, знаеме од блиску процесите. Видете, јас сум го преговарал уште со колеги мои, со Рената Десковска и другите колеги од СДСМ за секоја буква од тој закон. И што ви кажа конкретно за употребата на јазикот во правосудните постапки. Притоа не зборуваме за употреба на јазикот. Ова не е интервју. Ова сега јас расправам со тебе за твоите погледи. Мислам дека луѓето се тука сакаат да ги слушнат моите погледи. Јас сум бил дел од тој процес. Јас сум го преговарал тој закон. Секоја буква и запирка од тој закон е дел од сериозен компромис. Секој реотварање и анализа на законот за јазици е реотварање на рамковниот договор. Репреговарање на рамковниот договор. Поинаку да го поставам прашањето. Зошто во ваше време на донесен закон во сила не профункционира одредбата за употреба на јазикот во правосудството? Ама видите, имплементацијата е процес. Прво, можете да прашате зошто инспекторатот во првата година немаше контроли доволно, како што прават опозицијските партии. Затоа што немаше инспектори, додека се вработува, додека се обучува, се лиценцира. Тоа одзема година и пол. Тоа е процес имплементирањето. Ние во нормативниот дел... Ова што јас ве прашувам не е поврзано со инспекторатот. Вие тоа добро знаете. Ама исто и во делот на судството. Вие не можете, ако имате проблеми во имплементацијата, да го рушите законот. Ќе создадете капацитети за да се имплементираат. Добро, а што е со забелешките на Венецијанската комисија? Венецијанската комисија, ние во Венецијанската комисија пративме две одредби за кои што не постигнавме компромис. Тоа е јазикот во банкнотите и јазикот во униформите на армијата. Не, така сакавте. Ама сега пак ми дозволете да ја кажам мојата вистина, бидејќи сум директен сведок на процесот. Со СДСМ не можевме да се договориме за банкнотите и за униформите на армијата. И се договоривме, окей, ајде да направиме компромис. Нема да ги ставиме во законот, ќе ги пратиме во Венецијанската комисија. Ако рече Венецијанска комисија добро е, ќе ги вратиме. Тоа беше во договор со СДСМ. Венецијанската комисија рече да, може парите, двојазичноста во банкнотите, може во униформите и одредени други забелешки. Сега, ако го гледаме извештајот на Венецијанска, треба да го гледаме у целина. Добро, и тој не е само за две одредби. Ама ајде тогаш да ги вратиме. Ама чекајте, прво не е точно дека пративте само две одредби. Го пративте цел закон откако беше усвоен, што беше пак проблематично само за себе. Нели јас бе во Венецијанска. Чекајте, се постојат документи, сега вие сакате мене да ме дајте извадете ги документи. Ајде, ќе ви ги извадам документите, ќе ви ги пратам после емисија, видете ги. Ви кажам. Имате одлука на влада. Во Венецијанската комисија ги праќаме две одредби со тоа што они за да го гледаат контекстот го бараат целиот закон. И имаат мислење за целиот закон. И имаат мислење точно за целиот закон, но и за двете одредби. Сега, ако сакаме да ги имплементираме одредбите од Венецијанската комисија, треба да ги имплементираме и за униформите на армијата и за двојазичноста. Но тоа ќе биде процес на реотварање во кој што ние ќе се повлечеме од нашата проценка дека нормативниот дел на рамковниот договор е затворен. Вака да ве прашам, легитимниот представник ако се усвојат препораките од рефератот на судијата известител за законот за јазици, што во практична смисла од тоа што сега актуелно се применува албанскиот јазик во официјална употреба ќе се смени? Ништо. Прво, рамковниот договор не може да биде предмет на едностранни одлуки на Уставен суд во моноетнички состав. Дали ќе се уназади употребата на албанскиот јазик? Видете, пак зборуваме за последиците. Уставниот суд во состав во кој што тројца уставни судии од заедниците ја напуштаат седницата. Во тој момент, тој што има малку чувство
за мултиетничкиот карактер на оваа држава, за сензитивностите на меѓуетничките односи, требаше да каже не може. Нели можеме поинаку да го погледнеме тоа? Сега тројца судии ќе блокираат работа на една институција. Па добро, нека има тогаш моноетнички одлуки, нека го укинат, нека го укинат законот, нека го укинат рамковниот договор. Океј, ако е тоа решение. Јас мислам дека не е тоа решение. Ама не е така. Вие самиот знаете дека ама така изгледа. Дека ова е Уставниот суд е најважниот орган, највисокиот орган во оваа држава. Имаат ли право тројца судии да блокираат работа на институција? Ајде вака да погледнеме работата. Етничките заедници и ако е една тема која што ги засега етничките заедници, да, имаат право. И не може да има моноетничко надгласување за теми кои што ми се важни. Зошто постои Бадентер? Која е целта на Бадентер ако секој закон изгласан со Бадентер? Тој си постои. Па како ако Уставниот суд ги поништува сите одлуки со Бадентер? Сега сите, што нема поништено, ништо. Ама вие велите дека може да ги поништи во моноетнички состав. Еве тогаш сите закони што ќе поминат со Бадентер во собрание, Уставниот суд во моноетнички состав ќе ги поништи. Каде е рамковниот договор тука? Која е заштитата на заедниците? Законот за јазици во целина не е доведен во прашање. Дајте прво да го гледаме овој дефект. Дилемата е за неколку одредби кои што во практична смисла ништо нема да промени. Може ли да заклучиме дека Бадентер нема смисла ако Уставниот суд може во моноетнички состав да ги поништи сите решенија донесени со Бадентер? Дека нема правна заштита за заедниците согласно рамковниот договор. Покрај што Бадентер и од долу сега се предизвикува со одлуката од 17 октомври, плюс од горе со моноетнички седници. Тие што ги знаат динамиките во оваа држава, знаат колку се важни меѓуетничките односи, колку треба да се негуваат. Не се лесни. Ама и вие имате одговорност тоа да го правите на рационален начин, на одговорен начин, а не на начин на кој што велите ќе се укине законот за јазици, што не е точно. Значи, секое реотварање на законот за јазици еднострано за нас е поништување на јазикот и реотварање повторно на рамковниот. Одредбите што се отвораат сега се проблематизирани и од Венецијанската комисија, а беа проблематизирани уште на самиот почеток. Без согласност на Ахмет и Бараше символично да стојат внатре, независно што тешко ќе се имплементира. Рамковниот договор внесе двојно мнозинство за прашања кои што ги засегаат заедниците. И тоа не е доведено во прашање. Сега, ние Бадентер го користиме и кажуваме дека не може еднострано да се укине албанскиот јазик. Ако е плод на преговори, нека дојдат, нека преговараат со нас и да видиме дали има простор некаде, па ако има договор помеѓу мнозинството на албанци, како што предвидува Бадентер, и македонските политички партии, океј, ќе се договориме, ќе го унапредиме. Ма не може политички договор во канцеларија, независно на кој било, да биде посилен од оценката на тоа дали тоа е во рамки на устав или не е во рамки на устав. Вие очигледно одлуката од 17 октомври беше запишана во изборната програма на ВМРО-ДПМН, која ја имплементираше Уставниот суд на 17 октомври. Уставниот суд ги сменил ознаките двојазични внатре во судот. Го прашува новинар зошто, затоа што не ми се допаѓа. Тука не зборуваме за заштитни механизми. Очигледно има тука одредена волја за да се предизвикаат меѓуетничките односи. Ние не велиме ништо да излеземе надвор од контурите што ги воспоставува рамковниот договор. Бараме ние да се прашуваме за прашања кои што не засегаат нас. Не може Уставниот суд во моноетнички состав да го укине албанскиот јазик. Тоа е спротивно на духот на рамковниот договор. Спротивно на тоа што го градиме во последните 20 години. Каде е крајот ако почне да поништува се што е изгласено со двојно мнозинство? Одам на сосема друга тема. Пристапен процес кон ЕУ, вие бевте дел од процесот со кој што беше договорен така наречениот француски предлог. Други го нарекуваат компромисот од јули 2022 година. Процесот стои. ВМРО-ДПМН вели дека нема да прифати уставни измени под бугарски диктат, се обидува според тоа што го кажуваат да убедат дел или сите европски партнери дека треба да се прифатат уставни измени со одложено дејство. Што мислите вие, дали ќе успее ВМРО-ДПМН во тоа? Лично јас немам замерка на овие ставови на ВМРО-ДПМН, бидејќи они добија мандат на таа тема. Дури беа и поостри кон прашањето отколку што тоа го прават сега. Тие излегува на избори, рекоа нашиот став е овој,
ако треба и да се блокира ЕУ, граѓаните македонците дадоа подршка. Проблемот е со вреди. Кој што е денеска 6 месеци од формирање на влада, тие рекоа прво подпишаа дека нема да влезат во влада каде што не е обезбедено прогресот во Европската Унија и второ дека ќе го преиспитаат нивното учество ако во рокот 6 месеци не се обезбеди продолжување. Во однос на ставот на влада... Беше малку добро, нијанса има тука, вели ако нема барем план за тоа како ќе одиме понатаму. Така. Во однос на овие ставови на ВМРО-ДПМН, јас тука навистина не сакам да делувам партиски за да добијам некој политички поен. Мислам дека треба да се бараат постојано гаранции. Процесот е непредвидлив. Ние баравме гаранции, треба владата да продолжи да бара гаранции. Спремни сме тука да им помогнеме со предлози, со идеи, со заедничко работење за да го обезбедиме тој пат. Мислам дека Европската Унија е нешто што не треба да не одвојува партиски и политички. Ама нели францускиот предлог ги обезбедуваше сите гаранции? Тоа беше вашата интерпретација тогаш. Така е, но ако оваа влада бидејќи доби мандат од граѓаните дека е непредвидлив, бара плюс додатни аргументи, не спориме дека може тоа да го прави. Јас сум кажал, најдобри преговарачката рамка не може да се менува, не треба да се менува, бидејќи е добра преговарачката рамка согласно можностите кои што ги имаме за да обезбедиме некоја поволна позиција, таму каде што може да се влијае во заклучоците на Советот. Таквите гаранции не се бараат и само во изјави, се бараат во заклучоци на Советот. И тука владата има легитимно право да работи со земјите членки за да се обезбедат заклучоци во кој што колку толку ќе се даде една предвидливост. Бидејќи не можете поинаку да го гарантирате процесот затоа што е таков. Едноставно може да го злоупотребат кога сакаат на било која тема. Сега некој слушајќи веќе каже Османи признава дека лош договор направил. Не, јас сметам дека преговарачката рамка е добар договор. Преговарачката рамка, тоа е всушност предлогот, бидејќи има различни интерпретации што е договор. Да, не бевме и ние задоволни со заклучоците од Советот, но таму ние не се прашуваме. Ние се прашувавме за преговарачката рамка. Нас ни беше важно да билатералните прашања не влезат во бенчмарковите за кои што има писмен извештај и гласање. Тоа ни беше суштината. Историски прашања, односи билатерални да влезат во генералната проценка на добрососедските односи. И тоа е членот 5 од тоа што јас го нарекувам општиот дел на преговарачката рамка. Во специјалниот дел на преговарачката рамка, каде што се бенчмарковите, нема билатерални прашања освен акцијскиот план за малцинство кој што е генерален и за сите. Ај сега кога го спомнавте акцијскиот план за малцински прашања, зошто тоа се зборува? Прво сте го пратиле на консултации во Софија, а не да речеме во Брисел, Берлин или Париз? Не е пратен никогаш официјално во Софија, да се консултирани повеќе земји членки, но ние никогаш не сме пратиле официјална верзија на акцијски план. Работевме прв драфт. Се зборува дека има и коментари, дека дел од нив се навистина не баш многу. Видете, ние не можеме да се изложиме пред 27 земји членки без да знаеме кои се ставовите на секоја земја поединечно. Но јас можев. Значи, во последниот месец мене ме прашува дипломатите дали да го пуштиме официјално драфтот. Јас реков не. Ке дојде нова влада, тие си имаат мандат, они ќе одлучат дали воопшто ќе го прават. Точно ли е дека еден од коментарите што стигнал од Софија е да се овозможи на следниот попис македонските граѓани да може да се изјаснуваат за два идентитета? Мислам дека јас не сум ги видел коментарите од Софија, не стигнале во мое време. Знам дека имало обиди да се неформално тестира водата по однос на акцијскиот план од повеќе главни градови, но моја беше одлуката да не го пратиме во Европската Унија, бидејќи сметав дека сепак новата влада е таа што треба да одлучи, но јас работев на него. Но во Софија го пративте? Официјално никогаш не. Но дали дипломатите во Брисел го тестирале чисто да видат кои би биле реакциите за да знаеме што да очекуваме како фидбек, тоа се дозволени дипломатски. Уште едно прашање имам. Што мислите за барањето за автентично толкување на законот за надворешни работи, со кој што практично новата власт сака да врати назад 9 амбасадори? Главната теза таму е дека тие не го поминале хирингот на
пред Комисијата за надворешни работи во собранието. Видете, законот и автентичното толкување не може да важи ретроактивно, но окей, тука немам дилема. Хирингот е важен процес. Дури еве сега председателот на Комисијата за надворешна политика е од ДУИ, така да можем да кажам супер, што секој мора да помине низ тој филтер. Меѓутоа гледам сега повеќе објективно, хирингот е добро, е за инклузивност во процесот, но не смее да биде алатка за блокирање. Бидејќи ако реши Како што реши Антонио како што Милошевски, реши да го блокира процесот, ние ќе останавме без амбасадори. Сега со новиот деловник на собранието од Жан Моне, кој што произлезе од Талат Џафери, мислам дека ако председателот на комисијата не свика за 3 дена, председателот на собранието свикува и веќе тоа е надминато и затоа сега послободно се... Ама за закон за бранители тоа не важеше. Така што сега сакам да кажам теоретски Муса Џафери ја води комисијата. Муса Џафери, да. Може и тој ако сака по истиот затоа пример тука да блокира. повеќе е експертска дебата. Лично мислам дека хирингот треба да постои, треба да се презентираат пред собранието, меѓутоа не треба да биде злоупотребено како алатка за политичка блокада. И ќе бидат вратени 9 амбасадори. Тоа не е прашање за мене. Добро, благодарам за овој разговор. До крај одгледајте саботажата. Пријатно до четврток во 20:15. Добро вечер, добре дојдовте. Здраво, живо, добре дојдов. Добро дојдените се разликуваат од добро наедените. Овие вторите имаат проблем со желбата да се стекнат со авторитет, па наместо со ангажман се обидуваат да го наметнат со некои други модалитети. Сепак очигледно е дека желбата била толку голема, што морала да биде исполнета. Ако некоја заслужува за да биде директор во таа болница, значи сум јас. Многумина заслужуваат да бидат тоа што се или тоа што сакаат да бидат. Некои веќе биле, иако токму за нив, на долго и на широко се говорело на каков начин стасале дотаму. Минатата недела цела македонска јавност знаеше дека Лорета Ѓоргиева ќе биде избрана за нов член на Судскиот совет. А зашто? Затоа што таа е сопруга на човекот кој што е приватно близок со Зоран Заев. Маката да се објасни зошто се постапува на ист начин е нејасна. Ако некогаш отворено се зборувало дека таквиот приот е лош и е сведоштво за желбата за контрола, тогаш на ист начин би требало да звучи и аргументацијата за изборот на Данка Ристова у истиот тој судски совет. Да, таа е сопруга на градоначалникот Ацо Ристов, еден исклучително успешен градоначалник во општина Радовиш, но ги отфрлам констатациите во првиот дел од вашето прашање дека продолжуваме со партизација. Најостро се спротивставувам со тоа и таков член со тоа име и презиме во базата на ВМРО ДПМН не постои. Може би затоа компромитацијата е секогаш коректна кога се работи за туѓиот табор, а не е како што треба, кога е поврзана со лица од истите редови. Објаснувањето за состојбата на која сведочиме веќе 32 години е прилично рационално. Сите се за борба против корупција, ама никој не е за да се избори. Она како што беше ја волим позориште у моје куќи, ама ја волим позориште, али не у моје куќи, како беше, не? Тоа е тоа. А куќата во која сакаме и се обидуваме да влеземе, меѓу другото и поради овие причини, засега е затворена. Но тоа не значи дека на масата не се правеле некакви муавети, особено околу тоа кој колку сторил за да отвори вратата. Имаме сведоци, значи, од нашите партнери од Европска унија кај што директно седнуваат со нас на маса и не кажуваат дека очигледно некој друг од европските земји повеќе се борел во минатото за нас отколку ние самите. Кои се тие партнери кои тоа ви го велат? Тука се, значи, Австрија, Франција, сега да не ги менувам. Кој тоа го има кажано? Макрон го има кажано тоа? Јас ви кажувам она кое што е пренесувано сега, бидејќи не сум седела на иста маса со тие луѓе. И на крајот, кога наместо озборување станува јасно дека пред да се седне да се муабети, треба убаво да се загрее столчето.
Но вие да преговарате 12 години, тоа значи како кај еден професор да не успеете да положите и по 12-тиот пат. Тогаш може да се каже дека и студентот не е добар, но може да се каже и дека професорот не предава најдобро. Ако е така, тогаш изгледа дека воопшто не ни треба да се запишуваме на тој факултет. Добро вечер, добре дојдовте. Здраво, живо, добре дојдов. Чао и пријатно.